За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите свински увијачи. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 4 свински шницли, 300 грама мелено телешко месо, 200 грама кашкавал, 1 главица кромит, 1 лажица сенф, Макдонос, 2 лажици мешан зачин, 200 мл бело вино, 4 ленти чадена сланина, 250 грама сечкани маринирани шампиньони, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 60 минути. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Ситно го сечкаме и макдоносот. Исечканите кромит и макдонос ги додаваме во садот со меленото месо. Додаваме мешан зачин. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. Кашкавалот го сечкаме на долгнавести парчиња. Шницлите ги засекуваме. Ги наросуваме со мешан зачин. Потоа ги точиме со чук. Ги премачкуваме шницлите со сенф. На едниот крај на шницлата нанесуваме одмеленото месо. Врз него ставаме 2 парчиња кашкавал. Врз нив повторно ставаме мелено месо. Го толчиме и другиот крај на шницлата. Ја свиткуваме филуваната шницла во ролат. На ист начин ги формираме сите 4 ролати. Ги свиткуваме ролатите во ленти чадена сланина. Ги формираме увијачите. Потоа ги зацрстуваме увијачите со готварски конец. Ги пржиме во тава на оган со загреано масло. Запржените увијачи ги ставаме во огноотпорен сад. На преостанатата мрснотија во тавата го пржиме и сечканиот кромит. Откако кромидот ќе омекне, ги додаваме шампиньоните. Додаваме мешан зачин. Наросуваме мелен црн пипер. Го додаваме и сечканиот макдонос. Промешуваме. Во тавата ги враќаме увијачите. Го налеваме виното. Динстаме 30 минути. Ги вадиме увијачите од тавата. Им го отстрануваме конецот. И тавата ја тргаме од оган. На едниот крај на чинијата за сервирање ставаме парчиња варен компир, млад кромит и моркови. Увијачите ги сечеме на половина. Со црпалка на чинијата ставаме од содржината од тавата. Потоа на чинијата ги сервираме свинските увијачи. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 минути. Овој рецепт можете во секое време да го погледнете од понеделник на нашиот YouTube канал Храна и вино МКД.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.